Здраво на сите, добродојдовте на prefrlime.mk, македонски вебсайт за споделување на превоз. Ова ќе биде кратко видео во кое ќе ви објаснам како можете да понудите превоз како возач и како да креирате нов превоз и како да прифаќате или одбивате нови барања за превоз кои ќе стигнуваат од патниците. Ајде прво да креираме превоз. Значи за таа цел одите во главното мени и кликате на понуди превоз. И гледате дека формата е доста едноставна, мислам дека е само објаснувачка. Само треба да ја пополните и да креирате превоз. Ајде да креираме една фиктивна превоз линија која ќе биде од Скопје, да речеме, до Велес. Ќе понудиме 2 слободни места. Датата нека биде 1. Времето ќе биде нека биде 22:30 и цената нека биде 300 денари. Кликаме на понуди превоз. Во нареден чекор можеме да провериме дека се е во ред со податоците кои сме ги внесле. Значи, од Скопје до Велес, дата е 1 ноември во 22:30. Понудивме 2 седишта и цената е 30 денари. Значи, можеме да потврдиме дека информациите се точни и кога ќе кликнеме на потврди, се криза превозот. Кога ќе го креираме превозот, тој се појавува на главната страна заедно со другите понудени превози. Ете, може да видите дека тој превоз е веќе креиран. Возачот сум јас во овој случај, хендпринт. Трасата е Скопје Велес, цената е 300 денари. Понудив 2 слободни места и се уште нема патници. Доколку кликнеме на превозот кој го создадовме, ќе видиме страната на превозот, каде што има некои дополнителни информации. Тие се вообичаените податоци кои ги најдете на страната на превозот. Тие кои веќе сме ги внесли, имате неколку додатни полиња, од кои ќе ги издвојам социјални мрежи, каде што доколку сте споделиле Facebook профил, овде ќе се појави логото на Facebook, каде што патниците ќе можат да кликнат и да го проверат вашиот профил, а исто така во ова поле ќе се појави типот на возила, доколку во вашиот профил, може да видите во ова поле сте го дефинирале вашиот тип на возило. Значи, превозот е креиран, на мејл веќе ви е стигната нотификација, значи потврда дека креиравте нова понуда, заедно со бројот на превоз и дестинацијата. Тука ќе ги најдете сите податоци, а покрај имейл на самиот сајт, доколку влезите во мои превози, понуди за превоз, овој иште и така наречениот возачки портал, каде што ќе ги најдете сите барања за превоз кои ќе стигнуваат за превозите кои ќе ги нудите. Ете, можете да видите на ова страна дека превозот е веќе креиран и за сега нема резервации. Ете, Скопје Велес, 22:30 сабота, 1 ноември, слободни седишта 2. Нема резервации. Значи, вашиот дел од приказната е завршен како прв чекор. Превозот е понуден и сега патниците ќе можат да го најдат заедно со другите превози на главната страна. Сега, доколку некој патник е заинтересиран за вашиот превоз, ете, ќе користам друг профил и како патник, доколку сакам да го резервирам, на страната на превозот ми се појавува
го сгрешив превозот, ова е Пополнет, а чекајте, треба да рефрешнам, така, Скопје Велес. На крајот од страната се појавува колку седишта сакате да резервирате. Можам да резервирам едно седиште или две седишта, повеќе не можам, бидејќи самиот превоз, слободни места има 2. И, можеме да тестираме со едно седиште, ајде да резервирам едно седиште, кликам едно седиште, исто имам потврда за резервацијата и проверувам податоците дали се точни и доколку патникот потврди дека овие информации се точни, ако кликни на потврди, резервацијата е креирана и барањето е испратено до возачот, во овој случај вас. Доколку се вратиме во мои превози, понуди за превоз, сега ќе видите дека е стигнато барање. И сите барања ќе ви бидат, сите барања кои стигат за даден превоз ќе ви бидат излистани како дел од превозот. Значи, второ ќе биде тука и така натаму. И еве од типот на информации кои ќе добиете. Значи, патникот пратил барање, статусот се чека потврда од возачот, значи од вас. Бројот на резервација е тука, профилот на патникот на самиот сајт може да го консултирате тука. Бројот на побарани седишта и Facebook не е споделен, значи и патникот нема споделено Facebook. На страната на профилот на патникот можете да консултирате некои базични статистички податоци. Например, колку пати имал понудено превоз како возач, колку резервации има направено како патник, испратено и такви базични податоци кои ќе ви помогнат да донесете одлука дали ќе го прифатите патникот или ќе го одбиете неговото барање. Значи ги имате тие две опции, прифат или одби. Ајде да речеме дека во овој случај сакате да го прифатите барањето, ќе кликнете на прифати и тоа е се, сте ја прифатиле резервацијата и сега можете да го контактирате патникот. Значи, имате веќе едно резервирано место од понудените 2. Доколку сакате да го контактирате патникот, одите повторно во понуди за превоз. И сега, значи, на самата картица за барањето, која е прифатено, се појавуваат 2 нови полиња, кои претходно не беа тука, што е имејлот и телефонот, кој ќе ви овозможат директно да го контактирате патникот. Значи, ово е начинот на кој ви воспоставиле контакт и овде би се договориле за деталите околу патувањето, например, каде ќе се сретнете, каде може да го подигнете патникот и сите тие неопходни податоци. Сакам да напоменам дека за секој чекор добивате имейл. Гледате дека покрај тоа што добивте имейл дека креиравте нова понуда, исто така, доколку добиете барање, добивате имейл со сите детали, кој е патникот, за кој превоз се работи, сите тие податоци. Исто така, доколку ја прифатите или одбиете, барањето за превоз, добивате и потврда на имейл дека дека барањето е прифатено. Важно е да се напомене дека имейлот ќе ви биде доста битен во цел процес, значи мој совет е да користите имейл до кој имате пристап цело време, кој е валиден и кој можете да го проверите во било кој момент, пошто главните нотификации ќе ви стигат на имейл. Мислам дека тоа е тоа за сега. Ова беше само едно кратко видео да ви покажам колку е процесот за креирање на понуда за превоз и процесот за прифаќање или одбивање на патници лесен. Значи, може да се случи да добиете, например, 10 барања за 2 понудени места. Слободно можете
да одберите меѓу тие 10 барања кои ќе го прифатите, а да ги одбиете другите 8 барања, например. И навистина, мислам, моќта на одлучување е во ваши раци. Значи, вие одлучувате кој патник ќе го прифатите и кој ќе го одбиете. Имам само еден мал совет пред да го завршам видеото. Мој совет е да го пополните вашиот профил колку што можете повеќе. Значи, тоа можете да го направите при регистрација, меѓутоа исто така и да го ажурирате профилот во мој профил. Мој совет е да го ставите овдека линкот до вашиот Facebook профил, со тоа што ќе му овозможите на патникот да ве контактира директно и да се увери дека вашиот профил е валиден, дека вие сте реална личност, дека немате некој манипулаторски Facebook профил, дека сте реално лице, што ќе му овозможи полесно да ја донесе одлуката да го прифати вашиот профил. Исто така можете да го додадете типот на возило со кој што превезувате често, со тоа што ќе имат додатна информација патниците за да донесат одлука да го резервираат вашата понуда за превоз. И мој совет е да го пополните колку што можете повеќе вашиот профил. Значи, исто така можете да додадете реална слика ваша, за да можат луѓето полесно да ве препознаат кога ќе се договорите за превозот и така натаму. Тоа е тоа. Процесот е доста брз и краток. Идејата на овој вебсайт е да ви овозможи транспарентен, безбеден и брз начин за да понудите превоз доколку сте возач и да резервирате превоз доколку сте патник. Се надевам дека ќе ви помогне.